Пијанечкиот мед по квалитет дефинитивно е на прво место во Европа. Ова го потврдија пчеларите од Холандија и Англија, кои заедно со колегите од Турција беа дел од проектот Live and Let Be, проект финансиран од програмата на Европската унија Еразмус, а во Делчево имплементирана од страна на Сдруженијето на производители на органски производи Аронија. Имате многу цвеќиња, така да вашиот мед и пчеларство има огромна иднина и најважно е дека имате мед кој што е многу вкусен. Сепак и покрај квалитетниот мед, она што најмногу ги плаши пчеларите околу иднината на пчеларството се климатските промени и употребата на пестициди. Самите климатски промени прво нас не бомнат, па и животните. И сите овие современи пестициди што се потребуваат, све делува. Пчеларниците треба да ги поставиме таму кај што нема прскање, за да успееме. Иначе прскањето е најлошото нешто. Но ме радува тоа што во Холандија луѓето веќе стануваат свесни за употребата на овие хемикали и дека ќе ги имаме македонските производи извезени во нашите земји. Од Сдруженијето Аронија велат дека целта на овој проект е постигната бидејќи пчеларите од сите региони разменија искуства кои ќе им послужат во одржувањето на органското пчеларство. А органски пчеларници во Холандија и Турција и Холандија и Англија нема, бидејќи таму е загадена почвата и се многу прска. И они сакаат да спроведеме активности со кои ќе го доближиме нашиот мед до нив, за да може да го извезуваме. Да, задоволни сме со она што го видовме во Македонија, бидејќи Фиданчо ни организираше една многу добра рута каде што не само што видовме пчелари и пчеларење и сето тоа го документиравме, туку видовме и многу интересни видови на пчеларење, а најинтересен од сите беше последниот, каде што видовме пчеларење во дупки во кар. Во текот на изминатите денови пчеларите од Холандија, Англија и Турција го посетија и најстариот пчелар од Делчево кој има 95 години.